Гостин во Република ТВ е асистент доктор Ана Филипче, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Доктор Филипче, научниците предупредуваат дека депресијата до 2020 година може да стане втора најчеста болест во Европа. Како тоа би го коментирале? Депресијата во последните години се јава многу често кај генералната популација, значи и светската, а и македонската популација. Земајќи го во предвид, сега ќе зборувам за македонскиот народ, земајќи во предвид историјата на македонскиот народ и подалечната и поблиската, да речем, историја последниве 20 години, земајќи го во предвид брзиот начин на живот, стресот на кој што сме изложени секојдневно, би можела да кажам дека нашиот народ е релативно жилав народ и би го окарактеризирала како позитивен народ, нели? Но постат група на луѓе кои што не можат да се соочат со секојдневните проблеми, кои што ги исцрпиле механизмите на соочување со животните проблеми, и тоа се група на луѓе кои што завршуваат на нашата клиника и кои што бараат помош. Така, како да ја препознаеме? Таа може да се јави во секој период од животот. Може да се јави во секој период од животот, но да речем дека најзагрижувачки е тоа што се јави најчесто во најпродуктивниот период од животот, значи во 20-тите, во 30-тите, 40-тите години. Депресијата е клиничка состојба која што има свој развој, која што има своја симптоматологија. Она што е најважно е да се препознаат симптомите, и тоа најчесто го прават, нели, стручњаците, оние кои што се занимаваат со таа проблематика, но многу е важно и пациентите, значи луѓето кои што имаат маката да ги препознаат симптомите. Многу често во нашава средина, за жал, депресијата се поистоветува со мрзеливост. Тоа се, како да кажем, два различни ентитета, две различни состојби. Значи, основниот симптом на депресијата е недостаток на расположение. Престанок на уживање во и интерес за работите кои што пред брзо време сме уживале во нив. Значи, немање волја за основните животни активности, едноставно престанок на радување на животот. Значи, паралелно со оваа симптоматологија, многу често се јавуваат и други дополнителни симптоми. Например, проблеми со сонот. Најчесто овие проблеми се јавуваат на почетокот, како продромина, како воведни симптоми, да речем, на депресијата. Значи, неможност да се заспие, неможност да се одржи сонот, или будање наутро рано во утринските часови, во мугри, и неможност повторно да се заспие. Намален апетит се случува за кратко време, пациентите изгубат голема килажа, значи за краток временски период од месец дена, многу килограми да изгубат, немаат апетит. Значи немаат волја да се грижат за себе си, да се грижат за семејството, за децата пред себе, значи овие симптоми треба да се препознаат и, како што реков, да не се поистоветуваат со мрзеливост, бидејќи постои ефикасен лек, ефикасен третман за оваа состојба. Што велат вашите искуства од клиниката? Со однос на пациентите, македонците имаат навика да доаѓаат на преглед, заинтересирани се, знаат да ги препознаат симптомите за кои говоревте? Луѓето што имаат мака секогаш на крај ќе се јават, ќе се обратат на доктор за да ја нормално за да се олеснат маката. Но факт е дека обично се обраќаат на сите други можни, да речам, извори за да се намалат својата мака и на крај на мајка да се јавуваат на доктор. Но се јавуваат се повеќе во последен период, особено онаа помлада популација, која што нели е излезена од оние традиционални стереотипи, да речем, и се јавуваат на доктор. Исто така би истакнала дека депресијата многу често во генералната популација е сватена како знак на слабост, што апсолутно не е така. Значи не значи дека луѓето кои што се обраќаат на доктор за депресија се слаби луѓе. Напротив, депресијата како сите други болести е биолошка состојба и ние лекуваме врз основа на одредени биолошки параметри, на тоа и се заснова нашата терапија.
Значи причините може да бидат различни, но во основа има една биолошка подлога врз основа на која што ние лекуваме. Успешно лекуваме. Министерот за здравство Тодоров најави отварање на центри за лекување во депресија. Ќе помогнат ли тие во справувањето со болеста на 21 век? Па во секој случај овие центри ја се надевам дека ќе приближат целата оваа проблематика поблиско до народот и со самото тоа што во тие центри ќе бидат ангажирани стручни лица, значи психијатри кои што се бават со таа проблематика, со препознавање, со третман, со лекување на со третман и лекување исто, значи со препознавање и со третман на оваа состојба, ќе биде приближена до луѓето, ќе се препознае, ќе се направи разлика, пошто бидејќи сите депресии и не се лекуваат исто. Да, секако ќе бидат триажирани и ќе бидат препратени до соодветната установа, но битно е да се препознае, битно е да не се занемарува, бидејќи тоа е состојба за која што практично има ефикасен лек. Да. Так. Можеме ли да дадеме некаква генерална оценка за македонецот како народ, дали е среќен или несреќен? Самите рековте дека е жилав народ и дека може да излезе во костец кога е во костец со проблемите. Македонскиот народ е жилав, веројатно маката го научила да биде жилав и можам да кажам дека гледа позитивно секогаш на проблемите. Голем дел од народот успева да се справува со животните проблеми, но постои дел кој што не може да ги реши животните проблеми, но бара помош. Ние не можеме да ги решиме проблемите на народот, но сепак можеме да му со помош на третман, разговор, тој разговор се вика психотерапија, нели, да овозможиме да полесно се справи со тие проблеми. Така да би рекла дека македонскиот народ гледа позитивно на работата. Рековте дека помладите се поотворени за комуникација, без проблеми доаѓаат на преглед, која ќе процена дека им е потребно. Која е најчестото популацијата која е таа која доаѓа на прегледи? Значи, во основа, сите луѓе кои што имаат мака, на крај ќе дојдат, значи, на доктор. Но, не е исто помладата популација и постарата популација, затоа што младата популација излегува од рамките на оние стереотипи, не се плаши од стигмата која што се уште има во нашата средина, од лепењето на етикета, дека некој бил на психијатар, значи младите не се плашат, младите бараат помош за своите проблеми и тоа е добро, бидејќи некогаш и не толку многу сериозни проблеми се решаваат, подобро е да се решат со, да речем, неколку разговори, бидејќи секоја депресија не бара медикаментозен третман. Некогаш е подобро да некои од проблемите се решат со неколку разговори, отколку состојбата која што трае подолго време или барај можеби посериозен третман. Преска не напоменав дека едно од сериозните, да речам, не компликации, него видови на депресија е и постоењето на суицидални размисли, односно самоубиствени размисли, нели, кои што практично она што сакаме да го спречиме. Така што некои психијатри препорачуваат дека подобро една чаша вино да се напиеш за ручек, отколку секој ден да пиеш антидепресиви и диазепами. Каков е вашиот коментар? Што вие најчесто им препорачувате на пациентите со не со тешка депресија, сигурно таму каде што се лекува, туку кај оние случаи кај кои можете да процените дека може да поминат и без лекови, да речеме? Значи, пристапот во лекувањето на секоја депресија е индивидуален. Проценката на психијатрот како ќе пристапи во лекувањето на пациентот. Виното е добро. Виното е велат дека е добро секој ден да се пие по 100 мл вино. Жените, мажите и малку повеќе за дигестија, за циркулација. Но би рекла да вино, но не како замена за антидепресиви и не во комбинација со леков. Значи депресијата е состојба, значи да речем болест, растројство, кој што треба да се третира со лекови, доколку е тоа проценката на психијатрот, секогаш во комбинација со некои други алтернативни во смисла немедикаментозни начини на лекување, секогаш е добро да се искомбинира со психотерапија или оние разговори популарно кои што како се наречени.